Новогодишниот концерт годинава помина без вообичаените пресконференции, како и без изјави на дел од учесниците, поради што публиката остана без неопходните информации за и околу него. Всушност, одговорните не ги споделија со граѓаните евентуалните проблеми, а уште помалку придобивките што тој ги носи со себе. А се може да биде поинеку. Например, на почетокот на подготвувањето на избраната музичка програма, одговорните во Основното музичко училиште Ристо Јуруков да свикаат пресконференција за да ги соопштат плановите. Или, на неколку дена пред започнувањето на серијата концерти, ќе ги повикаат новинарите и ќе најават што ќе се случува. Колку хористи ќе учествуваат, колку музичари и од каде, колкава посетеност очекуваат, колку средства чини целиот проект, колку се собираат од општината, од публиката и од спонзорите, и конечно каде завршуваат, или за колкави хонорари свират музичарите, а што добиваат дечињата хористи. Тоа за секоја понапредна средина би било толку лесно и едноставно, колку што за нашата е табу тема. Зошто народот да коментира дека и во овој случај змијата не ги покажува нозете и да преовладува чувство дека некој нешто крие само за да профитира? Можеби не е време да се спомнува дека музичкото училиште со децении нема и не може да се купи концертен клавир. Ама некој обичен домаќин сигурно нема да пропушти да не прокоментира дека да тргаа на страна по 1/10 од добиените пари, сега ќе имаат 2. Особено ако ги придодадеа парите од општинската награда. А дека новогодишниот концерт со сите свој нишани му е потребен на градот, воопшто не е спорно. Тоа најдобро го знаат граѓаните кои имаат шанса да го видат. Затоа нескромно е секое претерано величење, а не примерно едностранно девалвирање, особено што станува збор за детски концерт со првенствено локална намена. Концертот е производ на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, исто како што новогодишните представи се производ на амичи на детските градинки или патронатските академии на училиштета. Неговата вредност не може да се оцени реално, се додека не излезе да се одмери на мегдан со сродни музички образовни институции на државно и меѓународно ниво. Меѓутоа, добро би било да се забистри заматеното, да се растераат маглите и да се расплеткува замрсеното, за да исчезнат сите сомневања, а новогодишниот концерт да се обезбеди долга и успешна традиција.